зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. На 8 декември, почитувани слушатели, е македонскиот празник Свети Климент Охридски. Нека е напомош. Вечерва пак ние покрај новините од Македонија и мојот коментар на неделата ќе откриеме нов лик во рубриката Профил, а тоа е нашиот сонародник Джим Шарковски. Но најпрво да одиме со следното. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи, било со донација, реклами, честитки слично, да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Инаку емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите под The Voice of Macedonia, каде можете и да кликнете на Subscribe. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе поминете ова декемвриска ноќ. За резервации јавете се на телефон 416 421 7451. А пак црковната управа на Света недела од Еџек со председателот Славе Бунтевски ве поканува заедно да ја дочекате новата 2023 година во салата на истоимената црква со почеток во 7 часот навечер. Богатата гозба која за возрастни е $80, за деца до 12 години 30, со кешбар, како што велиме овде, и разиграната музика што низ целата вечер ќе биде со вас со оркестрот на Ице и Веле. Тој ќе биде уште една незаборавена вечер. За влезни карти јавете се на 905 426 5355. А сега повторно со дружба и веселба. За вечерашниот лик или актер би рекла што ќе го откриеме во рубриката Профил, бидејќи е роден овде во Канада, а од друга пак страна репортажи за родните места, родните села на неговите родители ги имаме отсликано во нашите поранешни емисии, затоа одлучевме да дадеме сличности и разлики на тие две села, а тоа се селото Подмочани и селото Дрмени.
И двете села се во Преспанската околија, селото Подмочани, каде е роден таткото на вечерашниот наш актер, тоа во Горна Преспа, од страна на планината Баба, и во близина на Преспанското езеро, рамничарско место со надморска височина од 890 метри, а оддалечено од градот Ресен околу 8 километри. Селото пак Дрмени, родно место на неговата мајка, исто така е рамничарско место во Горна Преспа, но од страна на планината Галичица, која исто така се наоѓа во близина на Преспанското езеро. Тоа е со надморска височина од 860 метри, а е оддалечено од општината Ресен околу 7,5 километри. И едното и другото преспанско село се занимава со земјоделие и овоштарски насади на јаболка. Името на селото Подмочани е добиено, како што се кажува, од зборот моч, бидејќи имало мочуришта, а името на селото Дрмени е од апелативот или зборот дрм, што означува врста на растение или еден вид грмушка. Инаку и селото Подмочани и селото Дрмени во турските пописни дефтери се спомнува од 1519 година. И двете села имат дадено своји жртви за време на Илинденското востание и во Втората светска војна, а исто така и двете села беа под османлиско робство, под српско, бугарско и италијанско со албанско. Селото Подмочани го красат црквите Свети Ѓорѓи, Света Петка и Свети Петар и Павле, а селото пак Дрмени црквите Свети Ѓорѓи и Света Петка. И едното и другото село се печалбарски иселени преку океанот во Канада, Соединетите Американски држави и Австралија. Majka, tatko, mili rodni.
И двајцата преспанци кои дојдоа да живеат овде во Канада, Кире Шарковски од село Подмочани и Ленче од село Дрмени, меѓу двајцата синови се Ник и Джим Шарковски, кој Джим е роден во 1975 година. Основно образование и средно училиште завршува во градот Маркам, за да потоа завршува дипломиран машински инженер и во брзо време се вработува во атомската централа во Пикеринг, каде е унапреден како заменик директор на инженерите, а и Горти е пак татко на неговите сакани деца Викторија и Даниел. Srce makedonsko, životom me ponese, po tuđina da živeja. I ti si, sine Makedonče, do tebe teče krv makedonska. Živem za tebe, ginam za teja, za naša ta Makedonija. Živem za tebe, ginam za teja, za naša ta Makedonija. Krasiš Makedonija i ti si, sine Makedonče, do tebe teče krv makedonska. Živem za tebe, ginam za teja, za naša ta Makedonija. Živem za tebe, ginam za teja, za naša ta Makedonija. Da se vratam vo roden kraj i ti si, sine Makedonče, do tebe teče krv makedonska. Živem za tebe, ginam za teja, za naša ta Makedonija. Živem za tebe, ginam za teja, za naša ta Makedonija.
Уште како мало дете, тој и неговиот брат беа заедно со патриотско чувство задоени, иако овде родени, а благодарение на неговите родители. Така да со осамостојувањето на Република Македонија, Джим дојде до идеја со група на младинци, иако беше само 16 години да формират младинска организација, каде Джим Шарковски беше и председател на истата. Во прво време големиот број на младинци приредува игранки, спортски екскурзии, концерти и слично. Од голема важност за овој наш македонски интелектуалец е што, како председател на младинската организација во соработка со покојниот бизнисмен Џан Битов, црковните општини, асоциации, друштва и организацијата Обединети македонци во 1992 и 1993 година организираа две паради низ Торонто. Едната од Онтарискиот парламент на Квинс Парк до општината или би рекла Сити Хал на Торонто, а другата пак од Сити Хал до хокејашката арена Мейпл Лиф. Но исто така покојниот бизнисмен Стив Ставро и двајцата први братучеди со потекло од костурското село Габреш. Интересно е да се спомне што преку тие паради ја представија македонската историја од античко време па се до денес, културата, традицијата, македонското писмо, фолклорот, орото, песната македонска, а каде парадира над 150.000 македонци низ торонските улици во центарот на градот. По дипломирање на Машински факултет, Джими се активира и во црковната општина на Свети Климент Охридски, каде во 2002 година, како и во 2004 година беше председател на истата, а потоа беше и епархиски делегат, односно благајник. Во времето на неговиот мандат, како председател на црквата Свети Климент Охридски, беше многу пати домаќин на видни личности, како тогашниот премиер на Република Македонија Бранко Црвенковски, кога беше годината на 40-тиот роден ден нова црковна општина домаќин на исто така на министерот за надворешни работи на Република Македонија Илинка Митрова, но исто така и на познатиот солист Тоше Проевски во соработка со македонскиот конзулат во Торонто со два концерта. Со признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Канада беше организиран фестивал каде присуствуваше и министерот за имиграција на Канада Джейсон Кени. Меѓутоа, редно е да се спомне дека со конфликтот во Македонија, каде во прво време загинаа 36 војници и полицајци, Джим Шарковски заедно со Славе Трајковски ги однесоа чековите до фамилиите на загинатите со скромна сума од под $4,000 канадски за секоја фамилија, а беа собрани 140,000 и ги предадоа на фамилиите во Македонија. Една мајка
Секој што работи за македонската кауза, за македонското име во рамките на неговите можности, па макар и со позитивни мисли, има заслуга. Така и со председателите на црковните општини, организацијата, друштвата, секција, асоциации и така натаму имат своја заслуга, зашто не е лесно да лидеруваш и соработуваш со разни карактери на луѓе. Меѓутоа, овој наш сонародник како да е роден за тоа. Во неговиот мандат беше и караванот на нациите, многу банкети, фестивали и на стручен начин се работеше со финансите, каде буџетот се зголеми, така да со тоа ги реновира и 3 сали на црквата Свети Климент Охридски и уште многу други работи. Меѓутоа, како што една птица пролет не носи, така и Џим Шарковски вели дека голема помош му даваше неговата управа, женските секции и така натаму. Со нивната взаимна помош беа донесени овие резултати и успеси, вели Џими. Морам да признам дека сум јас исто така суеверна. Но зошто пак го кажувам сега тоа? Во очите на Џим Шарковски зрачи позитивна енергија, а мојата баба велеше: тоа што го кобиш, така и ќе биде. Во овој случај, Џими знаеше на професионален начин да ги обавува состаноците без повишен тон од присутните или од него. Но најважното што би рекла за овој наш инженер е дека е секогаш позитивен. Може би затоа толку многу настани имаше во негово време, во неговиот мандат и како кулминација на сето тоа, признавањето на Македонија од страна на Канада. Неговиот ентузијазам во афирмирање на македонското име на овие простори, полн со енергија и национално чувство кон корените на своите родители, своите предци, но исто така со неговата харизма ги освојуваше срцата не само на младите, туку и на повозрастните. На парадата во двоколката, облечен во царска носија како Александар III Македонски, просто човек да се восхитува на него и неговата убавина со коњ качен на двоколката, во тие моменти како Александар Македонски да беше со неговиот коњ Букехвал и ги поздравуваше гостите. Но сепак јас би рекла, го поздравува сите присутни што беа таму со ракоплескање. Со Џим Шарковски и неговото име навистина се отвори уште една нова страница во историјата на Македонија, посебно во македонската комуна во Торонто и околината. Ой, Вардаре,
носи од извора дур до солуна. Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Каде Вардаре поминуваш, среќа радост донесуваш. Ој Вардаре македонски, од извора дур до солуна. Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. И оваа година радиочасот Глас од Македонија ја бара вашата парична поддршка за да и понатаму продолжи да се емитува оваа најстара македонска радиопрограма во диаспората, која е 53 години во вашите домови. Најмалку $50 годината за да издвоите за радиопрограмата е исто како едно кафе помалку да го испиете во неделите со пријателите. Се надевам и овој пат ќе ги отворите вашите срца, зашто овој програм е за вас и само со вас, за да и понатаму постои. Телефонот е 647-780-6549. На 28 јануари во чест на Света Марина ќе се одржи банкет со богата вечера и музика во салата на црквата Света Недела од Еджекс, а приходот од тој банкет ќе оди за реставрирање на манастирот Света Марина во село Туминец, Мала Преспа. Цената е само $50. За влезници можете да се јавите до црквата Света Недела во Еджекс на 905-426-5355 или до председателот Славе Бунтески на 647-512-5393. Ако за манастирот Свети Арангел Михаел во Опустец преку овој наш македонски радиочас Глас од Македонија собравме $14.500 и чекот го пративме по Едмунд Темелко, дајте, бидете што побројни и на овој банкет и овој пат да се покажеме колку сме хумани. Телефонот за влезници е 647-512-5393 од Славе Бунтески, а од црквата 905-426-5355. Тимот Недан Тим Рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот за куќи, исто така фарми, бизниси, специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате пак да купите ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви е потребна поправка на вашата кола или некој дел. Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Неговата загарантирана работа и поволната цена, а добар сервис ќе овозможи, се разбира доколку се јавите на 416-725-6335. Еве, пред да одиме со мојот коментар на неделата, да спомнам дека од Македонската алијанса од Мала Преспа добивме информација. Центарот за македонски јазик во Грција информира дека официјално е регистриран како невладина организација од страна на судските власти во Грција. Барањето за регистрација на организацијата беше одобрено од страна на судот на 28 јули годинава, а одлуката беше објавена во билтенот за судски одлуки и публикации на 7 ноември. Ова информација ја добивме, како што реков, од весникот на Македонската алијанса од Мала Преспа, Албанија. Одиме со новините.
Се прави обид за дефокус на јавноста од реалните проблеми на граѓаните и државата. Вака, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски одговори на прозивките од СДСМ дека наводно предстранските политичари ветувал промена на уставот доколку добие власт. Дополнително најави и интерпелација за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Обид за дефокус од страна на власта. Вака лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ги оцени прозивките од премиерот Ковачевски и СДСМ да каже дали преговарал со домашни и странски политичари да гласа за уставни измени во замена за власт. Мицкоски повтори дека ставот на неговата партија е јасен и како што рече, нема ниту што да додаде, ниту што да одземе. Буквално нема ниту еден сегмент во општеството каде што тие можат да кажат дека има некаков напредок. И сега кога вие немате тема, а скапо ги плаќате советниците кои што вие прават таа стратегија, ајде сега што ќе правиме? Ќе правиме за ланскиот снег ќе збориме. Сме кажале ставот, тој е непроменет и немам нити што да додадам, нити што да одземам на тоа. Дополнително тој најави дека ВМРО ДПМН ќе поднесе интерпелација во собранието за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Вели дека се незадоволни од неговата работа, почнувајќи како што рече од снимените разговори со суди и обвинители кои завршиле во депото на МВР, па се до последните случувања со полициски службеници во Арачинова. Точно знаеме во Арачиново која е групата. Точно знаеме кои возила ги возат. Точно знаеме каде живеат. Точно знаеме со што се занимаваат тие луѓе. И точно знаеме со кои полициски функционери се на линија. А зошто не објавите? Зошто не ги објават? Зошто не ги уапсат? А вие зошто не? Ако рековте Тебе оставаме државата, односно министерството да си ги заврши она за што е надлежно. Ние не сме ни Министерство за внатрешни работи, нити суди, нити обвинители. Ако видиме дека и понатаму продолжуваат, нормално е дека ние ќе ги објавиме, но со објавување ние ќе влеземе во чевлите на воерски пристап во политиката. Најголем мотив за предвремени избори според Мицкоски е борбата против криминалот и корупцијата, зашто забелешки континуирано пристигнуваат од ЕУ и САД, а последна во низата беше американската амбасадорка Агелер, која порача дека корупцијата го забавува напредокот на земјава. За проблемот со корупцијата е свесен и премиерот Ковачевски, но најави дека владата засилено ќе се бори со истата. Нема начин да се отповика одлуката за раскин на договорите со приватните превозници. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска го одби последниот предлог на превозниците за делумна отплата на долгот кој, како што велат, градот го има кон нив. Според Арсовска, таа нема да дозволи некој да се богати на грбот на граѓаните и градот. По ова, известно е дека од понеделник приватните превозници целосно ќе го блокираат сообраќајот во главниот град. Се поизвестно е дека од понеделник Скопје ќе биде по целосна блокада. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска во изјава за Канал 5 вели дека по одлуката на приватните превозници да се прекине јавниот превоз, договорот со нив се смета за раскинат и таа одлука е конечна. Според Арсовска, приватните превозници со одлуката да го прекинат јавниот превоз одлучиле и да им ја укинат автобуската услуга на граѓаните. можности за враќање назад не постојат, има нов јавен повик, но новиот јавен повик сите оние кои што ќе сакаат честно да работат и ова јавна услуга да ја овозможуваат до граѓаните, ќе имаат можност да се пријават и ќе можат да се обавуваат дејноста која што ја обавувале претходно, меѓутоа без да има можности за вакви манипулации какви што беа детектирани во претходниот период. На приватните превозници треба да им се исплати до периодот до кога нивните автобуси беа вклучени во сообраќајот. Тие практично за услугата која што треба да ја извршат во наредниот месец фактурираат за еден месец однапред, што би значило дека таа услуга во моментот кога побарувале се уште не била извршена како таква. Сега со нивниот прекен практично во тековниот месец ноември ќе треба да се види што е она кое што го извозеле за да може за истото да се пресмета што и колку има потреба како тековно побарување да им се исплати и по основа на истото нормално никој не сака било кој од тие лица да бидат оштетени, меѓутоа исто така како град Скопје сме должни да не дозволиме никакви манипулации, ниту пак злоупотреби кои што директно влијаат на буџетот на градот Скопје. Приватните превозници пак бараат проблемите со град Скопје да ги решат на средба со градоначалничката Арсовска. Тие го застапуваат ставот дека ќе ги искористат сите механизми за да ги добијат парите од 1,5 милион евра кои им ги должи градската администрација, додека за раскинатиот договор од страна на град Скопје најавија тужба. Приватните превозници вчера делумно го блокираа булеварот Илинденска. А ако нема решение, најаве радикализација со блокади од идната недела на 3 клучни крстосници во главниот град. Тоа се крстосниците кај трговскиот центар Мавровка, кај
Пред да одам, реков со мојот коментар, би сакала да се представам со беседа на Славе Македонски пред управниот одбор на Сојузот на бугарските писатели, одржана на 9 ноември 1995 година при неговото исклучување од Сојузот затоа што е македонец и ги брани македонците во Бугарија. Еве што кажува: почитувани колеги од управниот одбор на Сојузот на писателите во Бугарија, како што е редно да се каже, овој театар на кој сум повикан како обвинет го токмите веќе 2 години. Бев анатемисан и на Конгресот, на овогодишното отчетно собрание заради мене во Уставот го придодадовте дополнителното членче 8. И еве го повикувате на суд опасниот урнувач на бугарската држава, надвор од редовите на бугарските писатели, предавникот на бугарската нација Славе Македонски, кога би можело и на бесилка. Меѓутоа, од пристојност ме повикавте да сум се бранел, да го одбранам своето право на членство во писателското здружение, кој се уште ја користи почитан на жителите на Република Бугарија. Под жители се сметат и бугари, и турци, и цигани, ерменци, руси, власи, каракачани и помаци, а исто така и татари, од кои потекнува и секој што овде присуствува, кој се дуе со бугарското насилство врз нас, не бугарите, а само жители родени во оваа земја, тоест државјани на повеќе националната држава Бугарија. Ни го наметнувате вашето татарство со најбрутални методи. Гледајќи ви ги лицата и очите, повеќето сте од семката на тракиците и македонците, но тоа си е право на секој да се чувствува таков како што се наречувале и неговите подалечни предци, па затоа молам, бидете си бугари, благословени да сте, меѓутоа како национал патриоти, тоест шовинисти, здодевни сте ни на турците, евреите, циганите, ерменците, власите и најмногу на нас македонците, кои поради неправедниот однос на големите сили во 1913 година и главно по вина на кнежеството Бугарија сме во вашата држава, но тоа не значи дека сме должни покорно да се согласуваме со вашите груби методи од вашата држава за да бидеме произведени како бугари и за помеко бугарски македонци. Нашата човечка суштина побудува кај нас реакции и несогласување со геноцидот врз нашата етничка припадност. И еве, поради тоа што како писател и внук на комити ги заштитувам 3 милиони македонци во Бугарија, ги будам заспаните, ги охрабрувам уплашените од старите и денешните тероризирања, сте решили да ме исфрлите од редовите на писателите во Бугарија. Тажно, дами и господо. А парадирате дека сте европејци демократи, криво ви е што неодамна еден многу значаен меѓународен форум Бугарија е пикната во друштво на папуанците. Ами тоа што ме исфрлате од вашето друштво, срамот пред светот не ќе биде за мене, туку за вас. Ајде да позборуваме како писатели, умни луѓе. Ако вие сте кои се чувствувате како бугари сте честни, а и политички мудри, за да живееме во разбирање како повеќето етноси во светот, еднаш годишно на нас македонците би требало да ни правите поклоние. Ете, тоа беше од беседата на писателот Славе Македонски. А сега и со мојот коментар на неделата. Како што слушнавте, дека и грчките власти полека, но сигурно сакале или не, ќе подлегнат врз сите неправди што ги наметна врз Македонија и македонскиот народ, исто како и бугарските, а се разбира, веднаш до нив се и албанските, кои со помош на нивните албански политичари во Република Македонија едноставно косат се што е македонско, а како джелатите навлегоа во камарите на македонските институции за да прават се што сакаат. Се разбира, до сите овие претходно спомнати не би можеле да прават сами ако не се помогнати од така наречената демократска Европска унија, јас би рекла и фашистичка, иако нема нити од Д буквата од таа демократија, но исто така помогнати се и од НАТО и ЦИА. Сепак убав почеток со регистрацијата на Центарот за македонскиот јазик од страна на грчката власт. Исто така и писателот
од Бугарија Стефан Цанев со своето интервју зборувајќи за односите со Бугарија и Македонија вели дека бугарите носат големи гревови кон соседната земја и оправдана е омразата на македонците кон Бугарија. Меѓу другото, Цанев потенцира дека најлошото кое треба да го гледаме со отворени очи е она што сме го правеле во 1943 година, кога ја представувавме, вели, фашистичка Германија. Лага е дека не сме учествувале кога во окупацијата на Балканскиот полуостров со армија од 200.000, а во Македонија со 50.000 војници. Вистински и голем греф од Бога врз бугарите. Се сложувам со тебе, Цанев, на вистина, зашто доаѓа времето кога можеби Бугарија како држава нема да постои, зашто назира кон нив, кон таа држава Турција. Исто како што и Албанија нема да постои како држава. Ова што се шпекулира мора да има некаква вистина, но ќе оставиме времето да покаже. За Грција малку ќе е потешко, но Ердоган веќе ги покажува забите кон неа. На вистина ќе има да гледаме голем сеир во наредните години, а добар за нас македонците. Затоа, мои брајки и сестри, не смееме да попуштаме, да се разочаруваме, да се предадеме. Јасно е дека благодарноста и љубов се два различни поима. Нам не ни треба некој да ни благодари и да прави што сака со нас. Нам ни треба љубовта, вистинското пријателство врз нас македонците, зашто ние македонците со Македонија сме како оган и барут. И не треба да се криеме под сенката на Македонија, туку јасно да си го покажеме нашето, достојното, македонското, дека таа како наше закрило е, но ние како нејзини орли ќе искубаме, ако е потребно, секој едно парче од неправдите врз нас. Обично се вели, кога езерото или поточно би рекла морето е тихо, мирно, тогаш не знаеме кое пристаниште бестрашно, безопасно, но кога ќе удри бурата, тогаш веќе ќе разбереме, а ние веќе разбравме колку бури удира врз македонската држава и нација. Знаеме дека човек се плаши и бега за да ја каже вистината, но затоа пак ако храбриот еднаш умира, овие пак сатански ништожници многу пати ќе умираат се додека бидат живи, зашто во нивните вени тече веќе гној, а крвта им постанува се поцрна и поцрна, дури поцрна и од калта. Затоа, ајде сите заедно, сложно, со нова и позитивна енергија да го заиграме орото македонско. Oro i pesna, sonce i
Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве поканува на уште едно очествување по повод патрониот ден на истоимената црква. Тоа е ова сабота на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе поминете, се разбира, уште една нова ноќ, а овој пат декемвриска ноќ. За резервации јавете се на телефон 416 421 7451 416 421 7451. За оние кои сакат да патуват за Македонија, реков дека се уште се поевтини картите на полската авиокомпанија, но затоа пак некаде при крајот на овој месец треба да ги добиеме и новите цени, а се надевам дека ќе има и снижување на цените, иако се зборуваше дека се зголемуваат цените. Сепак јаветени се за подетелни информации на 647 780 6549. Да го повторам уште еднаш телефонот 647 780 6549. А пак радиоемисијата Глас од Македонија исто можете да ја слушате и секој петок директно на YouTube. Уште една емисија покрај ова радиоемисија, која исто ја ставаме на YouTube. Ако секој петок ја слушате од 8 часот навечер и отворите под The Voice of Macedonia. Така да за било какви информации, ако сакате да дознаете околу сето ова што го кажувам, јавете ни се повторно на 647 780 6549. На 8 декември, реков е празникот Свети Климент Охридски, повелете во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба од 10 часот утрото, па нека е и на помош. И како што реков дека време е Македонија да процвета, да го заиграме орото македонско, како што и самата песна се отпеа, зашто и за Македонија конечно доаѓа новиот Великден, зашто Македонија е нашиот животворен воздух. Ако таа исчезне, нема што да зборуваме повеќе. Мој македонски народе, дефинитивно доаѓа новиот Великден, само што тоа зависи од сите нас. А јас последните минути би сакала да ги искористам да ви се заблагодарам во што и ова 1 декемвриска наша недела на радиочасот Глас од Македонија заврши, благодарејќи ви за вашето ценето внимание. Слушајте не идната недела од 6 часот навечер на CMR, на Бранова должина 101.3 FM, кога ќе дадеме и прилог за празникот Свети Климент Охридски, а сите вие кои имате пристап, како што реков, на YouTube, слушајте не под The Voice of Macedonia в петок од 8 часот навечер. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Vardar si i pirinci
teče ista krv, vo nas bije isti duh, ista želba nosime, bratski da se splotime. Vo nas teče ista krv, vo nas bije isti duh, ista želba nosime, bratski da se splotime. Bilo da sme vardarci, bilo da sme pirinci, prespanci ili egejci, nije sme Makedonci. Bilo da sme vardarci, bilo da sme pirinci, prespanci ili egejci, nije sme Makedonci. Ako ne podelija, ako ne razdelija, braća, sestri, nije sme i za na veke bideme. Ako ne podelija, ako ne razdelija, braća, sestri,